Катерина го има следното прашање. Вели, термичка обработка на протеин во прав. Дали губи хранлива вредност, например кога правам овесни колачи, крекери или слично, во кои што користам протеински прашок. Кате, кога се загреваат протеинските прашоци, најдов две студии кои што зборуваат за ова, едната од Ohio State универзитетот, другата заборавив од кој универзитет е. Зборуваат за тоа дека кога се загрева, сепак температурите за да направиш ти некакви такви колачи не се преголеми, но еве и кога се задржуваат протеините во прав на поголеми количини, многу зависи прво за каков протеин е. Нели, ако е whey, односно млечен протеин, дали се работи за изолат, за концентрат, за хидроизолат и така натаму, значи има многу варијанти и многу типови на протеини, но како и да е, загревањето до некој степен знае да биде и добро, затоа што обработката термичка на храната прави оддиплување и раздиплување на тие синџири на аминокиселини, односно на протеините, кои што подоцна побрзо и подобро ќе се искористат во телото, но има и некои научни студии кои што говорат за тоа дека па и термичката обработка може да придонесе да подоцна па и потешко се раствараат и да потешко се абсорбираат, така да нема точна граница колку и како треба да се загреваат, но дефинитивно загревањето нема да направи големо пореметување, така да слободно користи ги, нема да изгуби многу од нутритивната вредност, ниту па да изгуби многу од абсорбирачката моќ која што подоцна ќе ја има твоето тело за да ги земе тие протеини, односно аминокиселини. Така да ете што зборува науката.